Здраво, денеска сакаме да ви покажеме сет на основни вежби за долниот дел на телото, каде што се зголемува флексибилноста и мобилноста. Прва вежба за најпрактикувана во нашиот клуб е истекнување на квадрицепсот. Го викаме couch stretch. Тоа се прави на следниот начин. Коленото го доближуваме до зидот, стапалото е исправено горе и доколку можете да се кревате ногата и буквално се исправате горе. Ја завиткуваме раката и го истегнуваме овој дел од телото. Тука се задржуваме некаде отприлика околу 2 минути. Доколку не можете да се исправите во оваа позиција, доволно е коленото да остане тука и сепак да пробувате колку што можете повеќе да се исправите или ќе се придржите за некој одреден предмет кој што повторно ќе ви даде флексија. Во истата оваа позиција вежба при това, значи одиме, само спуштаме доле, буквално го стегаме глутеусот, задникот на долната нога, го стегаме колку што можеме повеќе и го истегнуваме квадрицепсот, вклучувајќи го и хип флексорот. Следна вежба, клупа или било што кога сте дома. Овие вежби најчесто и дома се употребуваат за време на викенд, кога не сме активни или кога имаме активно рикавање. Ставаме ногата, подкреваме горе, исчекоруваме и буквално спуштаме надвор. На тој начин вршиме истегнување на голкот. Коленото ни е заротирано надвор, се отвара капсулата на голкот и буквално ставаме притисок. Со телото почнуваме да ротираме и ги наоѓаме сите оние тврди места каде што чувствуваме некоја затегнатост. Ставаме притисок, задржуваме и олабавуваме. Следен сет исто за голкот, кај што вклучува и задната ложа по истиот принцип, директно одиме надоле, гмечиме, да му дозволиме го на голкот да се размрда натре во самата капсула. Следно, одиме за задна ложа, има една вежба која што сите ние ја употребуваме. На следниот принцип, ќе направиме една мала разлика за да зголемиме ефикасноста. Тоа е на следниот начин. При истегнување на задната ложа од оваа позиција. Многу е важно, бидејќи е наједноставна работа, телото мора да биде исправено горе, ногата да биде квадрицепсот мора да биде тврд, го заротируваме телото и директно ја напаѓаме задната ложа. Ќе осетите голем притисок. Задржувате, олабавувате. Повторно, со исправено тело стискате напред, задржувате и олабавувате. Значи, не доаѓате во оваа позиција каде што телото е заротирано контра од телото и стоите гледате колку може лесно човек да се истегне. Значи, вака директно ги напаѓаме, вклучувајќи го и аддукторот и задната ложа. Овие вежби се докажани повеќе пати во нашиот клуб. Пробајте ги, се гледаме нареден пат.